Тројца сомнителни на западно-нилска треска кои се хоспитализирани на инфективна ги чекаат лабораториските анализи, а 6 од заразените поради сериозните компликации се на одделот за интензивно лекување. Министерот за здравство информираше дека од 50 до сега потврдени случаи на вирусот, 25 веќе се на домашно лекување. Освен од Скопје, вчера имаше и прв заразен од Куманово кој е во тешка состојба, а епидемиолошката анкета треба да покаже кој дел од течението на Пчиња е можен извор на заразата. Издадовме ажурирано упатство за лекарите на одреден број клиники на матичните лекари да свртиме внимание на пациентите со имуносупресивна терапија, кои може да бидат потенцијални проблематични случаи со западно-нилската треска, вирусот на западно-нилска треска и посебно обрнување на внимание кај нив, бидејќи дел од тестовите може да бидат важно негативни и се препорачува употреба на неколку теста за да се потврди западно-нилската треска. Лани истиот период имало само 2 случаи на западно-нилска треска, а годинава регистрирани се 50, што е исто како вкупниот број на потврдени во претходните години. Здравствените власти велат дека не може едноставно да се објасни ваквата циркулација на вирусот, ниту пак кога ќе заврши епидемијата. 33-та недела имавме 11 случаи. Од тогаш бројот, мислам, се намалува, во 34. Од денеска на јавноста е достапна и интерактивна мапа на која освен состојбата со заболени, означени се и местата кои се најризични за ширење на вирусот. Има 34 потенцијални легла на комарци во 9 општини, од кои 13 се високоризични. Надлежните велат дека досега по индикации имало вонредно прскање во 6 од нив, а и понатаму ќе продолжат со истите активности. Сања Димитровска, Сител телевизија.